Вака, за точка 3 предлог одлука за приоритетност на проект за санација и рехабилитација на улици во населено место Могила и Вашарејца. Имате прашања, може уште еднаш да го поставите само прашањето. Имам прашање, еве пример, зошто само овие две села? Само тие села се вака за рехабилитација или има и во другите? Значи, како што знам јаска, Беранци е катастрофа. Могила да ни објасни за кои улици се работи? Исто така и зошто не се опфатени, мислам, и другите села, ама за Могила еве да ми објасни кои улици се со приоритет. Не разбрав ништо од прашањето. Значи многу слабо се слуша. Ако може да ми повторите. Не, таму е. Може уште еднаш да го поставите прашањето тука? Или од тука подобро да не се слуша? До телефон. Ајде постави го ти. Вие треба да си го поставувате. Зошто е приоритетно Могила и Вашарејца? Образложение само на одлуката, така, да, образложение на... Нема проблем. Значи, приоритет е само заради причината дека само за тие места имаме готови проекти. Значи, за ниедно друго место немаме за тампонирање патишта готови проекти, кои што се со ревизија, со геодетски елаборати, и овие се два стари проекти кои што сега да кажам дека веќе се завршува работата, значи последните крати се овие. И се заокружуваат тие проекти кои што ги имавме и се стари. Така, само да спомниме дека во 2016 година, да. Така, дека во програмите се влезени и другите села, што ги спомнеа и Беранци и само не е изготвено така. Значи нема изготвени проекти во таа фаза како што се бара тука со аплицирањето. Така. И значи за да не настане ние да го промашиме повикот, да не можеме да искористиме средства, ги аплицираме овие два. Заради тоа што само за нив имаме готови проекти. Ако имавме и за некои други, сигурно ќе аплициравме и тие. Така. Или ќе се приоритизираше. Значи останати се само овие два. Дали има друг прашање? За Могила, кои приоритетни улици се, нека ти кажи, и имам уште едно прашање после. За Могила, кои се приоритетни улици, дали ги... Тоа е крак 8, значи крак 8 по проектот. Значи ова е пристапно земјиште, пристапен пат до земјоделско земјиште, значи за тоа е мерката 124 во агенцијата. Значи не е асфалтирање, туку е тампонирање на улици за пристап до земјоделско земјиште. Така. Во ред. Дали некој има друг? Дали друг има прашање? Во Вашарејца. Така. Повелете. Да ни разјасним зашто оваа точка ќе гласаме за два предлози. Првиот предлог дека ќе се трошат средства од општината, а вториот предлог дека ќе аплицираме до одредена институција. Ако ни одобри средства, ќе ги потрошиме средствата. Ако не од општината ќе трошиме средства. Слушнавте? Не, ништо не слушам. Или Моника да постави го прашањето? Може да повторите. Сега ќе го постават. Ќе дојде? Ајде, кажи. Зошто, да ни разјасните, оваа точка гласаме за два предлози. Предлог дека ќе се трошат пари од општината. Не слушам. Значи сетка заради тоа што е далеко. Ќе мора да пренесам како што беше поставено прашањето, значи вика во точка 3 предлог за Предлог за средствата што ќе бидат потрошени. Еден предлог има дека ќе бидат потрошени средства од општината, друг предлог има дека ќе се аплицира до одредена институција. Да објасните како ќе се финансира проектот. Значи, проектот се финансира на начин кај што 100%, значи прво општината го плаќа, а по изведената состојба се доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка изводи за исплатите, заедно со барање за исплата, тоест барање за поврат на средства. И понатаму агенцијата во 100% го надоместува, значи целокупниот трошок што ќе биде направен од страна на општината. Но првично ние мора сами да го платиме. И заради тоа е и целата ова постапка на приоритизирање и планирање во буџетот кај нас во општината и вашата одлука, дека значи околу 1.200.000 и нешто илјади денари ќе чини целокупно проектот заедно со ДДВ.
И тие 1.200.000, значи првично општината ќе треба да ги плати, дали на еднаш или на два пати, тоа ќе видиме, значи како ќе има можност општината и врз основа на исплатената, значи ситуација или крајна или времена, ќе се врши понатаму исплатата од агенцијата, повратот на средствата. Значи во 100% ќе бидат вратени парите. Во буџетот на Значи општината. немаме ние тука никакво кофинансирање, Така. за разлика од другите проекти. Добро. Дали други има Само што мораме прашања? унапред. Сакам само да кажам за Вашарејца исто да ни објасни што приоритет има таму, за каде? Пошто овде Дали може- кажа крак 8, нака го образложи тој кој е тој крак 8. Дали можете за Вашарејца да кажете, ама мислам дека спомна крак Вашарејца, кој крак само беше? Да, крак 4 и крак 8 се. Крак 4 и Значи, крак еден 8, крак да. е во Могила, пишани се тие во самите одлуки, се пишани со... Може да ги, со да, должина. кој сака може да ги провери горе Да. кај Клара. Да. Добро, благодарам. Да, нема проблем, Пријатно. убав ден, успешна Исто и работа. вас, Поздрав. пријатно. Точка број 3 ја ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, 11 гласа за. Исто така и точка 4, сега 3 и 4 ги споивме, дали може директ да одиме на гласање за точка 4? Кој е за предлог број 4? Усвоена едногласно. Точка број 5, предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување во Основно училиште Гоце Делчев, село Могила. Дали некој бара збор? Да. Годишен план. Точка 5 ја ставам на гласање, кој е за? Точка број 5 е усвоена едногласно. Точка 6, предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на Основно училиште Кочо Рацин, село Ивањевци за 2023 година. Отварам претрес, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 6 ја ставам на гласање, кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка број 7, предлог одлука за усвојување годишен план за вработување на Основно училиште Браќа Миладиновци, село Добрушево за 2023 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 7 ја ставам на гласање, кој е за? Точката е усвоена едногласно. Точка број 8, предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Комисијата за јавни дејности да го даде своето образложение. Повелете. Когаш некај градинката, сакам сега да се шпекулира низ село. Не треба да се Дека- спекулира, треба информација. Па затоа да ни кажете овде до кај е работата со градинката, бидејќи беше подпишан договор, имаше изјава од градоначалникот, е подпишан договор дека ќе се гради. А сега, ако не е така, нека излези, нека кажи дали тој договор важи, не важи, отпаѓа, не отпаѓа, или нека крај исто такво соопштение. Значи, или бараме сега од вас, а вие ако сте информирани, да ни пренесите што е работата со градинката. Во ред, бидејќи градоначалникот не е тука, ќе ја побараме Весна, ако можеме да ја добиеме, ќе образложи. 1 минута пауза.